Пред околу 1,5 година, во ноември 2022 година, до Центарот за управување со кризи стигнаа пријави од неколку граѓани кои што пријавија дека потпорниот зид на улицата која што минува веднаш до клиничкиот центар Мајка Тереза над клиниката за детски болести е во лоша состојба, истиот е накосен и постои опасност да падне. Од наша страна веднаш беа известени сите надлежни институции, вклучително и Министерството за здравство, градот Скопје, како и општината Центар, а беа запознати и МВР за преземање на потребните мерки за да се заштитат животот и здравјето на граѓаните. За жал, 1,5 година подоцна не е преземено ништо, состојбата со зидот е уште повеќе влошена и рано наутро добивме пријава на 112 дека дел од овој зид е срушен, но прашање на ден, а можеби и на час е кога ќе се сруши и останатиот дел од зидот, под кој што меѓу другото се паркират и возила, но се движат и лица кои што влегуваат во кругот на така наречената или на граѓаните позната државна болница. Затоа апелираме до Министерството за здравство, до градот Скопје и до општина Центар итно да се зафатат со надминување на оваа опасност за граѓаните, која што е комплексна затоа што под оваа улица, односно улицата Белградска, која што го разграничува клиничкиот центар со куќите кои што се веднаш над него, под самата улица постои систем од шахти и од подземни канали, чија што собственост не може да утврдиме, а кои што се во многу лоша кондиција, истите не ја собират водата, подземната вода која што доаѓа од падините на водно, поради што таа избива токму овде во самиот зид и дополнително ја нарушува стабилноста на зидот, но и на самата улица. Во некој најлошо сценарио постои можност возила кои што се движат по оваа тесна улица, која што е проодна во два правци, иако возилата едви се разминуваат, да дојде до рушење не само на зидот, туку и на дел од улицата и да дојде до поголема трагедија во која што ќе бидат офатени возила. Загрозени се, односно во опасност се човечки животи, човечко здравје, но и човечкиот имот, мислејќи при тоа на овие возила кои што се паркирани веднаш до самиот, односно под самиот зид. Од страна на Центарот за управување со кризи во повеќе наврати е интервенирано, односно се испратени дописи и до Министерството за здравство, и до градот Скопје, и до општината Центар, но и до низа други јавни предпријатија во чија што надлежност лежи решавањето на овој проблем. Затоа апелираме за итна координација помеѓу надлежните институции и итно надминување на оваа опасност.